Касни ми од доле. И викаш така, касни ми. Викаш Македонија, гледаш у склоп на Косово и Албанија. Уба, Бога. Уба. Касни ми од доле. Да те прашам нешто. Ти плата од кого зимаш, бе? А? Касни ми од доле. Од кого зимаш плата? На француски да ти се обратам чист. Зимаш плата од Албанија и Косово? Или од Македонија зимаш плата? Поточно зимаш плата од мене, од комшијанот, од мој потака, од комшиката, од сите нас зимаш плата. Земаш плата и од македонци, и од срби, и од бошњаци, и од албанци, од турци, од роми, од сите што живеат у држава. Ама ти касни ми од доле, ја гледаш државата, тоест Македонија во склоп на Косово и Албанија. Градоначалник на Тетово, ова она, вика, добар градоначалник си бил, не сумљам, си го подсредил Тетово, не сумљам. Ја последен пат у Тетово бев кој беше на Арифи. Но како и да е, си го сменил на подоб. Ама никако Тетово си успеал малце да го смениш на подобро, ама никако у главата да се смениш. Ке си останеш етнофашист, очигледно. Затоа што вашата матрица се знае која е. Од која муда сте излезени, да. Од Али Ахмети, да бидам поточен. Па сега вие се делите, знаеш, на партии новина, ама главата исто останува тоа. Ген, јеби му матер. Ген, де ген, вако ген, вако ген. Знаеш, касни ми од доле, ја не знам зошто уште не си притворен после онаа изјава. Еве, искрено, мене да ме прашаш, можеме да седиме вака и на маса заедно, исто тоа во очи да ти го кажам. Касни ми од доле. Ја да бе власт, после онаа изјава што ја даде. Уште истата вечер ќе беше уапсен. За рушење на уставниот поредок на Македонија. А тука веројатно ќе ти се најдеш уште по некој обвиненијенце, колку тоа да се подзачени малце обвинението, мада е доволно рушење, обид за рушење на уставниот поредок, овој повик на менување на граници, значи на војна. Пошто ти у тој говор нигде македонците воопшто не ги праша, чекај, види, ние се гледаме као дел од Косово и Албанија, ама јеби га сега, ќе ги прашаме и македонциве шо мислат, ако не се најдеме на муабет, па да видиме шо тогаш, овој на иста линија. Касни ми од доле. Овие работи се крајно опасни, особено у тој ваш табор, ја не го делам ни на вле, ни на дуи, мене сте ми сите исти, особено у тој ваш табор, затоа што овие работи, ние малце што памтиме поише, иако тогаш бевме млади, ги гледавме во зората на распадот на Југославија. Тоа е сај негдека при крајот на денот на Југославија, поточно да се изразам. Негде во попладневните сати пред крајот на Југославија. Беа страшно опасни вашите иредентизми, сецесионизми, вашите шовинизми и не само вашите, зборам и на србите тука и на сите останати кои што придонесоа за распадот на Југославија. Се одвиваа пред нашите очи, интелектуалците беа немоќни да им се справат, затоа што требаше државата да им се справи, а државата наместо да им се справи во корис на националните интереси, во тоа време во интересите на братството, единството и на Југославија,
таа ги искористи за понатамошно службите за државна безбедност, особено српската, ги искористи за понатамошно продлабочување на кризата, за да може српскиот национализам, па и оној другиот да дојде до плафон, за да може државата да се распадне. Намерно не се реагираше, затоа што очигледно на тие сили во тоа време што беа донесени на власт, не знам од кого и не знам како, и тоа е широка приказна, не им одговараше веќе заедничка држава. Тоест, мораше сите да бидат чауши во своето село. И нормално да направат милиони. Но, тоа не е сега дел од оваа приказна Каснимиот доле. Приказната е дека ти, во секоја друга држава, за оваа изјава што ја даде, I don't give a damn, Каснимиот доле, дали си ја дал предизборно или си ја дал послеизборно. Како што реков, во главата ти е тебе исто. Само го кажуваш тоа што го мислиш, а се вадиш кога ќе кажете или некој од вас која сака да ве брани, како што имаш обиде, ќе каже, предизборни се тоа, знаеш, малце, финтици. Што со ови предизборни да се привлече гласачко тело? Едно 35 години на таа финта привлекувате гласачко тело, значи гласачково тело ви епнен сака да ги слуша тие приказни. За Македонија во склоп на Албанија и Косово, некако прија тие приказни, така е Каснимиот доле. Значи најкриво ми е две работи увези со тебе. Каснимиот доле. Прво, што веќе не си во затвор, тоест во притвор. И второ, што јас те плаќам од мои пари, за да го понижуваш македонскиот народ, да се подсмеваш со државата, да ја гледаш таа држава во склоп на други соседни држави. И што е најинтересно, со тие твои изјави, балистички, да плукаш по се она што го направиле нашите дедовци, извојувајќи победа против фашизмот во народно-ослободителната борба од 41 до 45 година. Тешко е веќе за нас македонците, Каснимиот доле, да ве слушаат. Страшно ни станува непријатно. Ја не знам зашто државата уште не реагира и зашто ти веќе не си во затвор, кој сакаш биди. За вакви изјави, Каснимиот доле, се оди во затвор. Па тамо ти после докажувај у притвор поправа, па тамо ти после докажувај на суд што си мислел, како си мислел. Долго време не реагирав на оваа твоја изјава. Една тетовчанка ми ја прати пред извесно време. Прво малце така побара ми прати, знаеше дека ќе искоментирам кат-тат. А не кев да коментирам затоа што знам дека нема ефект. Особено и нези реков. Каде сте, велам, тетовчани да изреагирате? За ваква изјава се излегува на улици. Ја не памтам тетовчани за овие 35 години, иначе по едниот дедо сум од Тетово, од Отуњ, по потек. Ја не памтам изминативе 30 години тетовчани за нешто да излегува да протестираат против тој албански етнофашизам, освен една прилика дека некој сакаа школи или улици да менјаат тамо, тоа кратко траеше и не знам што се случи. А особено тебе, Каснимиот доле, нека ти служи на чест. Затоа, као градоначалник, тие луѓе таму у тебе гледале градски татко. Таму имало многу македонци што тебе гледале градски татко. Некој може стварно те почитувале за добрите работи што си ги направил у Тетово. Ова е начинот што им порача ти на македонците во Тетово и во Тетовско со оваа изјава. Знаеш ли што им порача? Да е друга држава, да е друг народ. И веќе не би се осеќал безбедно во Тетово после ваква изјава. У најмала рака не би се осеќал безбедно. А вие, драги македонци, видете до каде стигнавме и што ни се случува. Видете и размислете зошто и како стигнавме до овде. Секоја шуша што ќе дојде на власт, како Каснимиот доле,
што ќе стане милионер за кратко време, што ќе ги почувства сите благодети предности на највисоките државнички функции, од локално ниво до горе, до државнички функции. Со наши пари, како продава муда за бубрези и како се бори под радарот да дестабилизира, тоест да уништи една држава, тоест таа држава да ја гледа во склоп на друга држава, знаеки дека таквата промена на граници, таквите идеи национал-романтичарски за големи држави во денешно време, па и било кога, би прошле без крвава разврска. Тоа е една работа, драги македонци, да размислите сите до еден, дали понатаму ваквите ликови ќе ги толерирате, да ни серат на глава со наши пари. Од нас да живеат, да возат скапи коли, да имаат станови, куќи, патувања во Малибу, Маршалски острови, Курсе, Тресе острови, а тука да не навредуваат кога стигнат. И да ја прекројуваат државава за која што се бореле двајцата мои дедовци како стигнат. А може нивните дедовци се бореле на страна на балистите. Видете сега до каде ние стигнавме. И зошто треба да се реагира? Ама бил председател на собрание, ама бил градоначалник, иде у притвор. У притвор иде. Па нека објаснува тамо што сакал да каже. И што сакал да им порача на македонците и на државата да ја порача. Пошто очигледно не му се доволно пари од оваа држава, тоест од сите нас. Нема зашто да ја сакам, би сакал 4 пати поише. Ама треба да знаеш каснимиот доле дека си овде прв у село. Ако успеете, како ше твојот романтичарски сон Македонија да направите дел од голема Албанија, тамо нема да бидеш прв у град. Тоа ти гарантирам. Али добро, очигледно борбата за другови. Сите албанци иста држава, као Милошевич да го слушам од 90-ти. После плюкате по Милошевич цело време. Не гледам нешто дека сте различни у изјавите од однесувањето овие 35 години. Не ја сменивте реториката сите албанци у една држава. Добро, вие тоа го криете совршено добро, мислам совршено добро. За мене не е добро. Малце попаметните сите разбираат, оние поглупите се возат на тие причи предизборни паламудења, колку за гласови, иначе не, лојални на Жимикуров. Со вакви изјави. Сите ни е јасно колку сте лојални на оваа држава. Само штета, што за жал, уште не ни доаѓа памет у глава. Ни се случи гостиварските настани, 96-та кога беа, тоа студентските протести, после тоа се случи Рачиново, тие полицајци тука ги утепа, па се случи војната, претходно Косовската криза, бегалците, па се случи војната 2001, па територијалната подоба 2004, па не знам што се случи, па Смилковско езеро, па диво населје. И ние македонците уште се понашаме ретардирано. Уште се понашаме ретардирано. Уште замижуеме. Уште проаѓаат некои работи. Уште туѓи знамења на туѓи држави се веат на територија на Македонија. Ако ние не се работи овде недрак каснимиот доле за никаква, како викате тоа, фобија, албанофобија, на која што се вадите, сите ревизионисти фашисти се вадите на фобии. Тоест, кога некој ќе ве разоткрие, го напаѓате со фобии. Нападни ги бугарашите, бугарофобија. Нападни ги албанците, албанофобија.
Кратко и јасно. Државава, безбедносните служби, у најскор можен рок, или ќе покажат дека имаме имунолошки систем од ваквите фашизми да се браниме, од ваквите сподоби, кои што мислат дека им е дозволено се да прават и се да кажат у држава, или ви гарантирам со две раце, ви подпишувам, како глумец, не политичар, никогаш не сум бил во политика, ви подпишувам, оваа држава за 10 години нема да постои. Ако и понатаму се толерира се ова што се толерираше до сега. Или ќе сватат сите внатрешни непријатели, сите субверзивни елементи, сите нечии играчи, шпиони и така натаму, или ќе сватат дека живеат у држава у која што ќе мора да ги почитуваат незините прерогативи, символи, редот во таа држава, химната, знамето, не знам шо, или нека се одлучат на две нешта. Или нека се одлучат на воено да го добијат оно што го сакаат, пошто ова не им одговара, или нека си ја напуштат држава. Две опции. А да ти кажам касними одоли уште една работа. Ако размишљате на воена разврска, пошто гледам со тоа нонстоп се заканувате, нече мочи ове ночи. Светот, регионот не е ист од крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години од минатиот век. Многу работи се измеша, многу карти се преподелија. Особено сега, кога се прераспределуваат сите вектори на моќ во светот. Да не се заебете гадно, еј. Гадно може да се заебете. И навистина е штета. Зборам и за тебе, и за сите оние кои што ги поддржуваат твоите ставови. А јас лично касними од доле да ме прашаш, верувам дека многу ги поддржуваат твоите ставови, пошто се тоа ставовите и на дуи горе-доле. Но, пак ќе кажам, во име на оние албанци, ако ми дадете право, што не мислат како тебе, а знам дека се поретки, и секој им чест, оти е многу тешко да бидеш црна овца во вакви околности. Во околности на етнофашизам да има албанци кои што можете да замислите колку они ќутат и колку они ги кријат тие своји ставови. Што сакам да кажам? Ако може да кажам во името на токму овие албанци или албанци, кои што не размислуваат исто како вас етнофашистите, штета е за нив што ги доведувате во многу непријатна ситуација. Во ситуација ничим изазвани да бидат гледани од страна на сите останати како исто како вас, како што ве гледаат вас. Но пак ќе кажам, убеден сум дека вашите ставови касними одоле во врска со ова прашање, во врска со прашањето на национал романтичарски визии за еден народ во една држава, го делат горе-доле сите албански партии во Македонија, тоест партии на албанците во Македонија. Што е дупло голо, што доволно зборува за кохезивноста, за темелите на кои што е поставена оваа држава, за самиот терен на кој што се поставени тие темели, а сето тоа искрено да без паламудење
и од цело искуство што го имам, и од сите работи што сум ги видел и што сум ги прочитал, и во врска со распадот на онаа некогашна Југославија, што сум ги видел со своји очи, ова што ни се случува денес воопшто не ми кажува ништо добро. А вие сите размислете пак, до кога ќе ги толерираме ваквите етнофашистички изјави, потези, намери, фантазми на одредени луѓе. Дали биле албанци, дали биле бугараши, дали било овој, дали било оној.